Примена на нови методи за надминување на сообраќајниот хаос кој владее во Тетово. На сите непрописно паркирани возила, на тротоари, крстосници, кружни текови и пешачки премини ќе им биде поставен блокатор на тркалото. По еден ден од како започна да се применува, тетовци со свое видување за оваа мерка. Таа акција е добра. Треба мало да се очисти градот за тие стари колите, да се има место за тие и отпади тие. Не да седи таму по пут. Нема никаква регулација, видиш. Паркирање не е у реду. Има тие стари коли што е паркирана долго време седи тука и тоа. Дали само од мостот наама, што од мостот натаму не става? Само тука ќе ставиме у центар, не треба ни целиот град да се постави тоа. Нели? Треба све да се стави, да се зема мерка полицајците што спијат, нека излезат на улица секој ден. На други улици, не само на главниот центар, на две улици. Ти имаш многу улици, не само една, две. Цел град треба да се провери. Не е добро. Лоше е. Не може да луѓе да пројдат, не можат нигде. Мислите дека таа акција ќе го намали Што да го намали? сообраќајниот метеж? 100%. Голем е сообраќајот тука, меѓутоа и нашиве улици, јас си живеем кај Јане Сандански, имаме дуќани и све дуќани има многу паркинзи коли, мислим и така да не може купувачот да се доаѓа тука да се помине. Тоа е проблемот, како да речеме, од општината што треба да се реши, али когаш не знаеме. Тоа е очигледно се гледа дека е претрпано, се паркираат кај што треба и не треба. Надоместокот што е должен да го плати сопственикот чие возило е блокирано, чини 1000 денари. Доколку тоа не го направи во рок од 1 час, согласно правилникот за начинот и условите на паркирање, возилото ќе го отстрани пајак службата, за што дополнително се наплатува 1500 денари. Не ни е целта да ги казниме граѓаните, значи целта ни е да воведеме ред у сообраќај. Мислиме дека со ова мерка ќе имаме успех. Според сите анализи што сме ги правили као општина Тетово и као сектор за сообраќај, патишта и градење земјиште. На лице место имаме и полицаец, каде што тој треба да утврди дека колата е погрешно паркирана за да може нашата служба да воведе блокатор на тркало. Апелирам до сите граѓани. Значи да не ги паркираат колите непрописно во тротоари, во пешачки премини, во кружни токови, заради стварно Тетово има проблем со сообраќај. Ова е, знаеме дека не е популарна мерка, али целта, ви кажам почнедеш, дека не ни е за да казниме некого, туку поќе да ги едуцираме граѓаните како треба да се паркират. Значи во постапка ни се и прајање на флаери за да ги едуцираме граѓаните, да им делиме флаери како треба да се паркират. Во фаза сме и на изградба и на 3 нови затворени паркинг места во центарот на градот. Значи паралелно водиме и ова, али паралелно и ќе изградиме и нови паркинг места за граѓаните на општина Тетово за да може да се паркира. Акцијата започна да се спроведува во централното градско подрачје. За почеток, како што најавија, работното време на службата за блокатори е од 9 до 17 часот секој работен ден.